Турнејата си ја продолжив у школото Кирил и Методи. Влагам училница, што ќе видим. Учениците заедно со наставничката по ликовно направиле уметничка работилница. Сликале, цртале, ги поставиле делата на зид. Како да влагаш у уметничка галерија. Бое, форме, имагинација, креативност на ниво. Насмејани и узбудени, учениците докажаа дека уметноста не е само талент, туку и вложен труд, начин на изразување и учење. Па научив и ја нешто заедно со нив. Толку професионално ми објаснија што све изработале, стварно мислев сум на некоја изложба. Останите со нас и запознајте го светот низ очите на овие млади уметници. Оваа макета представува пештерна црква, изработена по предметот истражување на родниот крај. Користевме природни вештачки материјали, како мов, камчиња, лепак, шпатоли и друго. На врвот е поставен крст, изработен од шпатули, која символизира верата. Внатре е представен храм, посветен на Мајка Богородица, символ на мирот, љубовта и заштитата. Со оваа макета сакавме да прикажеме духовната традиција на значењето и родниот крај. Ова е икона на Пресвета Богородица со младенецот Исус. На иконата Богородица го држи Исус во своите раце, што ја символизира љубовта, заштитата и грижата. Златната позадина што означува светлост и Божја светлина. Околу главите тие носат ореоли што ни представува дека тие се свети личности. Сината облека на Богородица, која ни представува чистота и духовност, и портокаловата боја на Исус, која ни представува љубов и жртва. Ова се моите дела. Моето дело е изработено со акрилни бои со пастелни тонови. Тие прикажуваат делот флората, кои пренесуваат топлина, мир, спокој и дел од секојдневниот живот. Ја пресликав репродукцијата од Джексон Полок, кој користел техника Dream Painting за да ги прикаже своите движења и емоции. Преку слични техники се обидов да ги покажам моите чувства. Оваа слика не е на Джексон Полок, но затоа има слични техники на неговите. Мојата мотивација да го одберам ова дело е затоа што преку овие техники можам слободно да изразувам чувства и креативност. Темата на мојот цртеж е осеменоста и тивката атмосфера во градот ноќе. Овој цртеж јас го нацртав со ахроматски тонови и имам представено темна улица обкружена со високи згради и без луѓе што создава чувство на тишина и мистерија. Имам изработена копија од познатиот сликар Салвадор Дали. Тој ми инспирираше со неговата фантастична и чудна уметност и затоа сега оставам простор секој да ја види и разбере како сака. Ова уметничко дело е изработено на платно со акрилни бои. Вазна со розови цвеќиња. Цвеќињата се истакнуваат со својата нежност и богата нијанса, додека вазната ја создава рамнотежата во композицијата. На оваа ликовна творба се употребени ахроматски бои и со тоа сакам да ја прикажам темната и светлата страна на животот. Според мене убавината е во различностите и заедно белиот и црниот лебед се посилни. Тимската работа е уште една одлика на учениците од Кирил и Методи. Работајќи у групе, не само што сликале, туку и размислюеле и одредиле кој дело на што ги асоцира.
Избраја зборчиња што најдобро ги опишува нивните дела, ги споделија своите идеи и со гордост ни ги представија. На овој цртеж е представена стара архитектура и мене ме потсетува на тоа како живееле моите баба и дедо, ме потикнува да размислувам на старото време и животот порано. Белината на птицата и синелото на небото символизираат надеж и леснотија, потикнувајќи не да ги оставиме грижите за себе. Овој миг на спокој не инспирира на нов посветол почеток. Мене овој цртеж ме асоцира на слобода и мир, затоа што птицата лета во небесниот мир, а токму гулабот ме асоцира на мирот. Гледајте ја птицата како слободно лета во синото небо, не буди мир и спокој. Овој цртеж во мене буди чувство на љубов, бидејќи ме потсетува на нежноста и грижата која секојдневно ја добивам од мојата мајка. Овој цртеж во мене буди мир, бидејќи небото е многу прекрасно, а и ноќта е многу тивка. Овој цртеж ја буди топлината во мене и ме потсетува на утринското изгресонце. Оваа ликовна творба ја буди страста кон танцот во мене. Црвената боја ме мотивира на љубовта и на романтиката која ја пружаат 20 млади кон танцот. Моја чест и задоволство беше што овие златни деца и на нас ни поклонија едно од своите дела. Ни напиша и посвета. Ја одушевена. Ова беше стварно топло добре дојде. Верувам дека со доброто менторство на наставничката и нивниот млад и креативен дух ќе дојде ден кога ќе им идем на нивни изложбе. Па тога и свите заедно ќе се потсетимо на овие убави заеднички моменти, кога ја уживавме уметност, смеење и дружење. Ќе ми кажеш нешто најсмешно што ви се десило на час? Или нешто од другарчињата што си го чул? Едно дете дошол, ми кажа на мене дали децата смеја да јадам мравки.
Мравки? Да. И ти што рече? Не. Не, нели? Не јада деца мравки? Да. А што јада? Јада ручек или... Ручек и до ручек и вечера, нели? Да. Мора 3 оброци. Зеленчук, овошје, месо, Месо. риба. Да. Тоа газирани соко и грицке, тоа не. Не е здраво тоа, нели? Ето така. Значи мравки не се јада. А кажи ми, у школо, од предметиве што ги имаш некој омилен или, например, ти би додал некој ти што сакаш? Твој смислен. Да има еден учебник што е за планети, па ако некој дете ќе ми каже, ја да му кажам. Значи сакаш за планетите да учите? Да. Нешто како астрономија, за Вселената. Да. Браво бе, Давид. Сакаш да има некој предмет што го немате сега у школа, ти што сакаш да се воведе? Да. Каков е тој предмет? Гейминг. Гейминг! За било што, за PlayStation и за компјутер, за све? Значи има една соба, се вика гейминг соба, тој Добро. све PlayStation-и, таблети, Све ја опрема што треба, телефони. И тоа све 100%. Што збориш, бе? И тука да идете и цел час да играте Да, игри? цел час на Roblox. На Roblox? Само Roblox? Може Та би ти и омилена? Candy Crush. че Candy може. Crush. А тоа како се викаше тоа другото едно... Како се викаше со тие со коцките што се реди? Што создаваш Block сам Blast? град, Block што Blast? создаваш. Не бе, како се викаше? Minecraft. И тоа сакате? Или само Roblox? И колку да трае тој час? 45 минута? Не, Колку? не, ка 5 сата. 5 сата да не излезете од туе? Да. Па очите ќе ви испадна. Ваква и ќе биде ти со мене ка наочаре, ќе носите наочаре. Ако испадна, ќе ставимо нови очи. Шо збориш? Видиш, за све имате решение. Браво. Ако можеш да воведеш ти некој предмет у школа, што би бил тој предмет? Би се викал креативец, каде што ние ќе можеме да цртаме, да се забавуваме, да играме и да учиме повеќе нешто заедно. Значи нешто креативно. Да. Сакаш да седиш на голем одмор, едва и чекаш да дојде? Кажи ми, што е за тебе совршен идеален одмор? Голем одмор. Да нема врискање, Добро. Тоа број да нема 1. кршење врате, Браво, да нема паметно. клички прење Паметно. и да нема трчање. И да нема трчање. А да има јадење? Да. Нели да си земете нешто да си къснете? Ајде би играли И игре да со... се дружимо. Добро, супер. А би играли некој игра или нема доволно време? 10 минути одмор. Колку е одморот? 10. Сакаш да биде поиќе? Колку, 15, например? 15. 15, 20? Добро. Или пола сат? Многу е тоа. Кој оделение си? 8 оделение. 8 оделение. Веројатно најомилен ти е големиот одмор. Да. Колку би сакал да трае големиот одмор? Па околу пола сат. Пола Да сат? можеме да играме, да се забавуваме со другарчињата и да се изборуваме за околу предметите. Кажи ми, што сакаш да бидеш ти кој ќе пораснеш? Имаш некоја желба? Механичар. Механичар. За коле? Стварно? Имаш омилена кола? Некој бренд? Пунто сакаш? Многу е убаво Пунто. Кажи ми, што сакаш ти да бидеш кога ќе пораснеш? Јас кога ќе пораснам сакам да бидам да работам со автомобили или да имам свој бизнис за автомобили. За поправка на автомобили или за што? За продавање. За продавање? Браво. Имаш омилен некој бренд на автомобил? Да. Кој? Volkswagen Golf. Има нешто, некоја смешка што сакаш да ни ја кажеш, што ви се десило на час? Или од другарите што се Најсебе што би беше кога мојот другар кажа некој погрешен збор или пак ќе каже некој виц каде што е толку смешен. Или пак и необичниот збор останува смешен кога сме сите заедно. И му се смеете сите заедно. Да.
А кажи ми у Тетово нешто, пошто нели живиме у Да. Тетово, има нешто што на вас децава ви фали? Да. Шо? Еден многу голем парк што можат сите деца да играат таму, може еден ден може ја и другар ми овде да играмо таму фудбал, да се Например, подаваме. да. Например. Или само и да се шетате и да дишите чист воздух, нели? Браво. Друго нешто? Мислиш дека му фали на Тетово? Или за деца, или општо? Нека ти каже. Да се вози точак ни фали. Значи да има велосипедски патеки. Не, има, ама на студеново време нас ни фали точаци возите да возиме. точак. Да. Супер, Ја да одлично. чекам више да возим точак. Чекаш да возиш точак. Да. Тоа само на пролет и у лето го правиш, нели? Да, А мислиш дека е безбедно да возиш точак низ Тетово? безбедно. Е? Добро. Ако мислиш дека не е, кажи ни слободно. Ќе пренесемо таму кај што треба. Да. Кажи ми нешто има што му недостига на градов, еве за ваша возраст, да речем, за тебе и за твоите врсници. Па, ја би додал повеќе како паркови или спортски сали, каде би можеле да излегуваат младите и да се дружат, да тренираат, да вежбаат. Ти нешто се занимаваш со спорт? Или имаш некој хоби друго? Хоби, Што? со автомобили. Со автомобили. Сакаш да бидеш кој ќе пораснеш механичар и ти како Максимилијан? Не механичар, ама да се со автомобили работи. Да возиш, да се тркаш? Така нешто. Имаш омилен бренд на кола? Да, Кој? Ауди. Фали повеќе паркови, игралишта, каде што можеме повеќе ние младите да си се забавуваме и да играме. И да спортуете, веројатно. Да. Се бавиш ти со некој спорт како хоби? Играш нешто? Јас играм кошарка. Кошарка играш? Имаш некој омилен кошаркар или клуб? Не. Повеќе паркови игралишта да можеме да играме фудбал, да се дружиме. Се бавиш ти со нешто? Да, фудбал Спорт? тренирам. Фудбал тренираш? Кај тренираш фудбал? Во Фиткит. Па супер. Браво си. А не сакаш да бидеш фудбалер кој ќе пораснеш? Не. Не. Ипак за колете се одлучиш, нели? Да. А што е за тебе другарство? За да се дружим со сите. Со сите? Да. И со мушки, и со женски, без разлика на било што, нели? Да се сакате и да се дружите. Да. Што игра највише играте со другарчињата? Со другарчињата. Играмо... Фудбал играш? Да, во физичко. Аха. А други некој игра играте? Да. Играмо брканица. Брканица. И ти победуваш? Или те фаќа? Па некој друг. Некој друг? Да се дружимо, да играмо фудбал, да играмо кошарка, да не се тепамо Браво. и да не се рчкаме. Браво. Да се дружимо со свите. Се дружиш и со девојчиња и со момчиња, нели? А што сакаш највише? Фудбал, кошарка или што рече друго? Фудбал. Фудбал ти е омилено? Што е за тебе злато другарство? Да играте Roblox. Да играмо Roblox заедно, без карање, без да земемо нешто од стила Brain Rot, да не украдеме. Браво. Да, ако, пример, другар ми нема јадење и ќе му поделим, Да. ќе се дружимо со свите. Браво бе злато, шубав одговор, браво. За мене пријателство најмногу представува да чуваме тај дни еден со друг, да бидеме искрени и да не се делиме. Кога можеш некого да му дадеш доверба, да му веруваш, да се дружите заедно. Тоа е најважно, нели? Да. И го имаш ти тоа со твоите другарчиња? Да.